Итна седница за законите на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева за заштита на сведоци и за гонење на кривични дела поврзани со прислушуваните материјали. Иницијативата до собранието ја достави СДСМ. Со овие закони СЈО ќе може непречено да работи, смета Шилегов. Граѓаните имаат огромна доверба во специјалното јавно обвинителство и оттаму наша обврска е да направиме се што е потребно оваа институција да го расчисти скандалот со прислушкувањето и да го отвори патот кон правната држава. Кражбата ќе запре, парите ќе се вратат. Правда ќе има. ВМРО ДПМН нема да прифати разгледување на било какво барање и предлог кој потекнува од СЈО и е надвор од законот за специјалното јавно обвинителство, договорен од 4 партии согласно договорот од Пржино, стои во соопштението на пратеничката група. СДСМ е портпарол на СЈО, а СЈО е портпарол на СДСМ. Помеѓу тие два субјекти нема никаква разлика. Катица Јанева јавно да се извини на граѓаните, пратениците и собранието, како највисок законодавен дом за упатените навреди и оспорувањето на легитимитетот и за нестручното, непрофесионалното, неодговорното, дрско и арогантно однесување во собранието, стои во соопштението во кое бараат Јанева да се појави и да го образложи извештајот за работата на СЈО. Од тој велат дека институцијата е основана консензуално со поддршка на сите парламентарни партии и овие закони треба да бидат донесени со консензус. Ние ја поддржуваме непристрасната работа на СЈО во согласност со законот, вели за Канал 5 пратеникот на ДУИ Артан Груби. Комисијата за политички системи денеска беше одложена поради неприсуството на обвинителката Јанева. Подносителот на извештајот не е присутен на седницата, од тие причини нема деловнички можности да продолжиме со расправа. И затоа тука ја прекинувам седницата, а за продолжување на истата дополнително ќе бидете известени. Седницата ќе биде дополнително закажана.